од сите невроразвојни и невропсихијатрски нарушувања, со околу 90% коефициент на херитабилност или наследност. И тоа е докажано и со студии на близнаци, со фамилиарни студии, со адоптивни студии, студии на усвоени деца. Ако монозиготниот близнак има аутизам, шансата дека и другиот е за 10 пати поголема отколку кај дизиготните близнаци, што укажува на силна генетска поврзаност на нарушувањето. Тоа е полигенско нарушување и се смета дека од 5, 10, 20 гени, можеби и до 100 гени, некои веќе и се откриени, се вклучени во патофизиологијата. И често пати родителите велат дека немало никој во семејството, но тоа не е така, бидејќи не оди по директна трансмисија, многу ретко има само 5 до 10% од случаите кои што се секундарен аутизам, останатите 90% се примарен аутизам, кој што не можеме да ја најдеме причината, односно не е познат синдром или познато заболување. Другите фактори, бидејќи не е чисто генетско нарушување, мора да има и срединско, се теориите за тешките метали, кои што се тригер за да настане. Ние веќе, како што напомна и Александра, јас сум консултант во нивниот центар и кај сите родители до сега што биле од октомври нааму, кај сите во примерок од косата, испитување што се работи во Штип, кај колешка една на технолошко-металуршкиот факултет, така, или на Рударски, се извинувам, добро, Рударски, кај сите среќаваме покачена жива, покачен кадмиум, покачен олово и ред други метали. Цинкот обично е намален и така натаму, и тоа си има објаснување, сега нема да должам. Полутантите од воздухот, пестициди, хербициди, сите тие може да бидат тригери, токсини, малку за вакцините, но тоа не би завлегало сега. За регресивната теорија имав едно предавање во Скопје во септември, на една посебна конференција. И кај доста од децата забележуваме гастроинтестинални проблеми. Ете, сега да видиме кои се импликации во една училница во однос на комуникацијските способности кои што се нарушени кај децата или учениците, да кажеме. Често пати, за жал, невербални се некои од децата и тие имаат потешка прогноза, оние кои што се со мутизам или алалија. И моите колеги од Заводот за ментално здравје или некои други, често пати и кај типичен аутизам ја даваат диагнозата што според мене е голема грешка, развојна дисфазија. Навистина, не знам зошто, тоа се должи на две работи. Некои навистина не се сигурни во себе и во своето знаење и не можат да со сигурност да кажат дека е тоа аутизам, а второ, као да не го етикетирале семејството и детето. Во САД и во западните земји, тоа вие ако не добиете правилна диагноза, може и да го тужите докторот и да тужите здравствената установа за ненавремено давање и да добиете огромни суми. Така што, значи, не држи таа теорија вода дека не требало да се етикетира детето кој што навистина има аутизам. Многу поголема грешка е ако гледате дека е аутизам, а вие му давате диагноза развојна дисфазија, но тоа се други теми. Често пати бихевиоралната комуникација е нарушена и како што веќе беше спомнато, тие го немаат говорот со телото и потешко емпатијата им е многу намалена или никаква и тешкотиите во рецептивниот говор, значи начоки, коментари, секојаш треба да бидат јасни, тоа колешката Јорданов одлично го кажа. Значи јас некои работи намерно ќе ги скокнам, што веќе беа кажани да не се повторувам. Или со себе, или со колешката. Недостасува социјална имитација, значи сега за социјалните дефицити, секогаш тие барат да имате експлицитна инструкција, односно јасни и директивни да бидат насоките на наставниците и оние сите кои што работат како стручни професионалци во едукацијата на децата со аутизам. Гледате и деца ме слушаат, така да се надевам дека ќе биде добар студент и може да го донесете слободно на филозофски, ако не одам до пензија до тогаш. Суптилните и произволни социјални правила што ги препознаваат, тие се обично механички ги учат, тоа не е ништо природно, се и меморијата им е фотографска меморија, фотографско паметење на настани.
им треба значителна помош при воспоставување и одржување на социјални односи и затоа персоналните асистенти или родителите често пати мора да бидат со нив, да бидејќи во нови социјални ситуации тие не можат лесно да се снајдат и мора да имаат секогаш некој до нив, дали член на семејството или некој персонален асистент и така натаму. Често пати се жртви на малтретирање во училиштето и тука треба да се биде многу внимателен, оној бюлинг или злоупотреба, исмевање и така натаму. И колегата Ферек нешто спомна дека доста, и он кога бил мал, со ниска самодоверба и така натаму, често пати со учениците не се баш толку, особено во последно време, се доста сурови, не се толку емпатични и немаат разбирање за детето со аутизам. Едноставно и тие не се ни стручњаци, имаат по 8, 9, 10 години и не можете да очекувате од едно невротипично дете дека тоа сега ќе има високо развиена свест, па да не се подигрува и да не се, значи да не го понижува детето со аутизам. Но тука мора многу да се работи со родителите на невротипичната популација на деца, за да тие ги акцептираат и ги прифатат децата со, што мислам дека во Македонија многу недостасува, таа неприфатеност на различните деца, односно особено на децата со аутизам. И ова за теорија на умот моите студенти многу добро знаат и драго ми е што повеќе од десетина видов тука некои завршени пред 10, пред 5 години или годинава мои студенти на кои доста и сум им бил и ментор за дипломските работи. Тоа значи дека се уште следат мојата работа и јас сум благодарен на сите тие што дојдоа денес тука, а не се од Велес, например. Придржување кон сега за репетитивното однесување интереси, кои што исто така се значителен симптом и знак во кај аутистичниот спектар. Често пати преокупирани се со активности или посебни интереси кои што инсистираат на истите тие да по 100 пати на ден да ги повторуваат и сето тоа го нарушува просоцијалниот интерес нивен и ги нарушува нивните секојдневни навики, така што тоа чудно повторувачко однесување често пати изгледа и многу неприродно за оние што не се сретнале со аутизмот. А верувајте дека во Македонија има многу луѓе што воопшто не знаат што е тоа аутизам и им изгледа многу чудно кога на каса во маркет детето почнува да добива стереотипни и предизвикувачко однесување, па да лежи на земја и делува како да е тоа недобро воспитувано и знаат и многу невкусни коментари да дадат другите луѓе на родителот да го караат како еве ти не си го воспитал детето, па тоа види што прави тука вриска и така натаму, што не е добро. Сензорните проблеми веќе ги говорев. Когнитивните проблеми. Децата со аутизам во училиштето имаат тешкоти при носење на заклучоци во дадена ситуација и исто така носење на заклучоци од наученото градиво. Тешкотија со случајното учење, она што е ненамерно или случајно, за фотографската ви кажав, бавни се при прибирањето на информации, често пати не можат да укапираат поентата на наставникот што ќе ја каже и затоа треба да бидат наставниците многу трпеливи со нив и имаат забавена процесирање на информациите, за тоа нешто ви говори кај сензорните нарушувања. Проблеми со работната меморија во мозокот, во хипокампусот, нешто кажа во првото предавање, дека докажани се нарушување во хипокампус кај голем дел од децата со аутизам и исто така имаат проблем во предвидување на исходите од определена реакција на луѓето, значи не можат да предвидат како некој би реагирал ако тие направат некоја глупост, беле или така натаму и често пати се доведуваат во непријатни ситуации, особено адолесцентите со аутистичен спектар, дури можат и да бидат жртви на тешко насилство, па и да бидат жртви на убиство, например, заради тоа што можат да влезат во некоја непредвидена ситуација со некои мафијаши, убици и така натаму и да бидат буквално заради неразбирањето да бидат жртва на тоа насилство, што е една од најлошите последици. И често пати не можат да ја видат она причинско-последичка врска на поимите на настаните и така натаму, значи недостасува таа причинско-последична врска и тоа е голем дефицит во нивниот когнитивен развој.
Проблеми во екзекутивното функционирање, тоа е теоријата на Сајмон Барон Коен, така што имаат проблеми со иницијацијата, прашања со планирање, организирање, секвенционирање на настани, проблем со гледање на големата слика или главната идеја, не може да ја разберат и така натаму. Што е практика сега базирана на докази, она што е главниот момент на моето денешно предавање. Значи, практика базирана на докази представува се она што е ефективна практика во образованието, а доведува до подобрување на симптоматологијата или на однесувањето или на клиничката слика на детето. Тие истражувања мора да бидат научно засновани, проверени од повеќе центри светски, да има ригорозна рецензија на трудовите кои што се издаваат обично во списанија со фактор на влијание или импакт фактор и да даваат позитивни резултати во однос на однесувањето. Значи да се научно засновани, да имаат значајна и убедлива емпириска ефикасност резултатите од истражувањето и да се ветувачки, да тоа се програми кои што ќе дадат ефикасна корисност кај лицата со аутистичен спектар на нарушување. Зошто учесниците со аутистичен спектар на нарушување бараат посебни средини за учење? Па, тоа е заради тоа што основните симптоми, кои што веќе ги напоменав, и придружните сите оние карактеристики, учениците ги учат во потипични обкружувања, па затоа често бараат една особена структурираност на средината во која што учат, во училницата треба да биде на посебен начин, што многу малку се користи во нашите редовни основни училишта. Структура и зајакнување на релевантните стимули за зголемување на посетеноста на часовите, повторени обиди за учење, значи често пати мора да им ја повторувате работата за да тие ја разберат, не може со еднаш да очекувате дека дете со аутистичен спектар, особено ако има и намален IQ, тоа ја него ни кажа, бидејќи не е тема. За жал околу 75% се со интелектуална попреченост, 20% се со нормална интелигенција и само 5% се со надпросечен или хиперфункционален аутизам, што го нарекуваме. Континуирани можности за учење и примена на вештини во повеќе контексти, значи треба да се учат вештачки што се вели, како во одредени контекст треба да постапи, затоа што имаат проблеми и со генерализацијата. Понатаму, фокус на проценката што треба да ја направи еден дефектолог или наставник во училиштето, да ги види кои се специфичните предизвици во учењето, каква е когнитивната способност и да направи еден, иако тоа го прават психолозите, затоа нели треба да биде дел од тимот, но за жал тука малку ќе бидам критичен, во Македонија многу малку психолозите сакат да се занимаваат, барем со оние што сум разговарал, професори од Институтот за психологија, како мои колеги, млади некои студенти, сите сакаат со надарени деца да се бават психолозите, нека ми простат ако има тука психолози, но не можам да најдам некој психолог млад кој што би го инфицирал со аутизмот и да работи и да ги применува сите психолошки тестови за да даде една добра проценка психолошка. Се прави академска способност и профил на детето, еколошка проценка, наставен контекст, прилагодливост, какви се социјалните, јазичните, тука е за јазичните логопедот колешката ќе зборува, и исто така емоционалното однесување, тука психолозите би можеле да направат добра проценка. Треба да се одреди профилот на способноста на ученикот и да се одредат сите елементи за контекстуалната подршка, да се знае наставната програма и не може деца со аутизам да учат по истите наставни програми како и невротипичните деца, што често го гледаме во Македонија, едноставно не поминува. Мора да има индивидуални образовни програми и некаде веќе ги прават тие специјалните едукатори и рехабилитатори, но каде што нема вработено, тука иде малку потешко и затоа имате и понизок успех, особено ако детето е со една лесна интелектуална попреченост. Едноставно може само да му попуштаат и да му ставаат со врски и петки, ама тоа не е реална петка и да го заврши оделение, тоа да нема поим од некои основни работи. Треба да се решаваат сите новонастанати проблеми, да се ревидираат програмите понекогаш и да се прави добра проценка. Еве, таа континуирана проценка треба да оди
значи како почетна и континуирана проценка и примена на образовен план, потоа одговор на планот да се види каков е од страна на детето и потоа евентуално ако има потреба наставникот да направи ревизија и да ја измени и да ја подобри. Значи не може со една индивидуална образовна план да иде 9 години. Тоа од година во година мора да се ревидира, затоа што некои од децата имаат и добар напредок и така што ако забележите успеси, тогаш дури понекогаш може и да се вклучи и со редовната образовна програма. Ефективни компоненти за образовните практики, тековните истражувања подржуваат дека следните работи треба да бидат присутни во одредени квалитетни образовни програми за учениците или студентите со аутистичен спектар. Тоа е индивидуална подршка, систематска инструкција, разбирливи и структурни средини на учење, специализиран фокус на наставната програма, функционален проблем во однесувањето и секако секогаш семејството мора да биде оној втор столб во едукацијата. Не може понекогаш родителите, јас гледам и на невротипични деца во последно време многу се размазени и се поставуваат над системот, што мене многу ми смета. И се оди таму се расправа родител со наставници, со директор, прави сцени, значи тоа не може така да биде. Барем пред 30 години, 40, јас кога сум бил ученик во основно образование пред 40 години, кај мене мајка ми одела еднаш 2 пати годишно на родителска и тоа било се без разлика јас дали ќе сум имал петка или некогаш ќе сум бил понемирен и така натаму, значи воопшто и во тоа време значи наставничката можела слободно да ме фати тука за коса, уште ги паметам тие, кога сум бил немирен и не се правило драма. Сега да пипнете вие дете, готово, лета од работа таа наставничка и така што сметам дека тука малку родителите доста протективно, хиперпротективно и тоа не е во ред во однос на образованието, што си ја земаат целата значение и улога дека ете нивното дете не смее да биде искарано од наставникот, не дај Боже допрено и така натаму. И тука мислам дека се прават доста големи расчекори во однос на едукацијата. Ниту една програма и подршка или услуга нема да помогне на учениците како една целина. Значи секогаш треба да имате комбинација од повеќе методи кои што треба да се користат и тука се разбира педагозите многу подобро знаат тоа и од мене, јас како доктор по медицина. Значи практики базирани на докази, сега да ги видиме. За АБА постојат најмногу податоци во литературата дека е најдобрата метода и со најдобри резултати, дури во Америка кажуваат дека речиси со помош на биомедицинскиот третман и другите методи дека скоро се нормализирало детето, значи се користи баш тој термин нормализација. Тоа е теоретска рамка, нешто веќе Александра збореше, тука ви е дадена главната веб страница, секоја програма е индивидуализирана и она што е добро, тоа е тој интензивен третман кој што Ловас го спроведува уште пред 40 на години и 50 години за прв пат и мора да се работи 40 часа. И дури тогаш, после 40 сати неделна интензивна работа, може да очекувате позитивни резултати во подобрувањето на детето и тука и родителите, како што напишав и во мојата прва книга Аутизам, мора навистина да станат студенти, барем еден. Не во смисол да дојде на Институтот за специјална едукација и да студира и на втор циклус да слуша аутизам кај мене, туку во смисол дека самоук треба да седи, да следи литература, но литература базирана на докази, а не на било која веб страница да се закачи и да верува на се. Понатаму, ефективни компоненти други за образовните практики, тоа е систематската инструкција, идентификација на валидни образовни цели, внимателно конципирање на наставните процедури, евалуација на ефективноста и прилагодување на инструкциите кои што се засновани на податоци. Друга техника која што дава добри резултати, а не се зборува многу во Македонија, тоа е дискретен пробен тренинг или ДТТ скратено. Обид, тоа е единечна наставна единица, упатство, одговор на деца или последица, би било разложете ги задачите на дискретни и помали однесувања и секое точно однесување треба да биде позитивно засилено, пофалено детето, никако со казни и така натаму.
зборам за децата со аутизам, а податоците се собираат за да се постигнат наставните цели. Добро, ова е повторно за АБА. Понатаму практики кои што ветуваат, кои што имаат некои ветувачки за во иднината, тоа се случај на настава, упатство за време на типични активности засновано врз интересот и мотивацијата на учениците. Значи секогаш да се појде од она што е мотивот на учениците и колку можат тие да разберат, затоа што не секогаш можат да акцептираат се во текот на часот. Нивното внимание и тенацитетот е многу слаб кај многу од децата. Да се изберат нивните предности, тоа веќе беше кажано, генерализација на вештини, социјални иницијативи и дневни рутини. Значи мора да се да оди по строго одрвен распоред и најмногу реагираат на промени на часовите. Во моје време, јас кога учев во основно и средно, често пати ни ги менува распоредот на часови. За среќа во тоа време и сега и би одговорил на она типично првично прашање, односно нашиот мотив во одделка с Александра кога ме консултираше околу насловот на семинарот, мит или реалност, тоа како е реалност аутизмот, иако пред 40 години беше навистина мит. Јас да речеме немам видено мој соученик или дете да има аутизам во тоа време, нити во основно, нити во средно, така што тие промени на часовите, тоа е смрт буквално за едно дете со аутизам, да му менувате распоред на часови. Сега нема да имаш денес математика, ќе имаш утре и така натаму. Добро. Тич веќе исто така кажа, тоа е од Ерик Шоплер, еден психолог кој што ја имав прилика во Барселона 2001 да го запознам, за жал почина пред некоја година, еден врвен професор од Норт Каролина, од Северна Каролина, кој што го има востановено овој метод. За жал во Македонија имаме нешто се применува teach-like методи, но се уште ја не познавам, барем дека има некој кој што добил едукација за оваа метода и дека има сертификат за да може да ја работи оваа метода. Тука е специализиран фокусот на наставниот план кај Тич и систематското учење на вештини на социјално ангажирање, соодветни вештини за рекреација, разбирање на јазик и комуникација. Она што се инсистира особено и во таа белградска интегративна метода која што има доста земено од Тич, белградската интегративна метода ја воспоставуваат некаде пред 20 и нешто години професор Бојанин со неговиот тим од Белград, тоа е да на детето во текот на денот или во текот на работната недела му се даваат многу физички активности, шетање во природа, одење на планина водно, пливање во лето, одење по базени, така што тие физички активности него добро го структурираат и исто така добро го заморуваат да може да, затоа што доста од децата имаат нарушен сон, потоа ноќе да спие помирно, бидејќи во текот на целиот ден имал некакви активности по физичко образование. Друга метода е ова Катенка Леап, искуства за учење, алтернативна програма за предучилишните установи, за градинките и за родителите. Значи во раното детство се применува, насочена е кон социјалниот развој, има инклузивност во домот, во училиштето или во заедницата и го менаџира однесувањето на детето. Исто така треба да биде индивидуализирана. Долу ви е дадена веб страницата која ќе го поставам на слайдшернет, ќе може да ја видите и да повеќе да се запознаете. Се разбира дека сега во 30 минути јас не можам да завлегувам подлабоко во сите овие методи. За ПЕКС исто така веќе беше споменато. Јас не знаев точно Александра што ќе говори, ниту она знаеше јас што ќе говорам, така што ете во некои работи се препокриваме и ете јас овие работи ќе ги скокнам. Она што е интересно доста, тоа се социјалните приказни од Керол Греј. Неодамна, една година веќе помина, тоа како вчера да беше. Тања Станкова, таа е магистар веќе кај мене магистрираше на тема социјални приказни за сексуалното образование на децата со аутистичен спектар. Имаше 3 одлични случаи каде што докажавме дека фактички децата со аутизам мора да имаат сексуална едукација и сексуално образование и помагањето ни, учењето ни слики, ни тие социјални приказни, а сега се подготвува и веб страница
на македонски со помош на UNFPA програмата да некаде во 2020, не знам точно кога, од Нью Йорк има подршка техничка на тоа да тие социјални приказни за сексуалното образование се постават на таа платформа и да може да имаат корист доста од родителите во Македонија, па и стручњаците. Скерц истото е една практика што ветува за воиднина, која што е во Македонија, не верувам дека сте ја чуле. Значи, СЦ, тоа е кратенката, се однесува на социјалната комуникација, на регулацијата на емоциите, ТС трансакцијска поддршка, развојна рамка, и тоа е на ова метода и вклучува доста практики исто така кои што се базирани на докази, го имате долу вебсајтот за оваа метода. Сега за ова е интересен слайд со пирамидата за хиерархија на поддржано однесување, каде што треба да се во базата да дадеме поддршка на однесувањето во целина, низ целина во училиштето, потоа во средината е поддршка на карактеристиките на аутистичниот спектар, визуелното учење рековме дека е најдобро, организацијски да ги подобриме вештините на децата, нивните комуникацијски и сензорни, за тоа веќе говорев, и на крај на врвот на пирамидата тоа е план за интервенција на однесување врз основа на проценката за функционално однесување, исто така одлично го објасни тоа Александра. Сега, од сите овие работи, нарушено сензориум, другите нарушувања често пати заради гастроинтестиналните проблеми кои што ги имаат, а тоа е заради лики гат синдромот. Многу од децата имаат лики гат или синдром на пропустливи црева, тие покажуваат предизвикувачко однесување. И тука ви се дадени класите. Многу од докторите тоа не го знаат. Многу од родителите не знаат дека детето има кандида во цревата, има обстипација, има проливи и така натаму. Значи, ова се класи на предизвикувачко однесување поврзано со недостаток на комуникацијски вештини, заради тоа би можело да биде, предизвикувачко однесување заради дефицитот во социјалните вештини, значи тие невозможноста да добро се изрази често пати низ социјалните интеракции му дава предизвикувачко однесување. Потоа однесување поврзано со недостаток на когнитивни вештини и однесување поврзано со ригидност, персеверација и сензорните подреби, односно сензорните нарушувања. Проценката на функционалното однесување треба да се спроведе доколку предизвикувачкото однесување значително ги нарушува академските резултати и социјалните резултати на ученикот во оделението, го става детето под ризик за порестриктивно сместување и произведе серија на дисциплински действија од страна на администрацијата, односно да биде суспендирано, да биде бркано од училиште, што нели никој родител не го посакува тоа на собственото дете заради одредени вакви несоодветни однесувања, а често во Македонија се случува и тоа да не биде дури ни примено во градинка, затоа што имало малку по хиперактивно однесување, па директорот на градинката или директорката не го прима детето и тоа е веќе дискриминација и тоа е голем проблем. Планови за интервенција на однесувањето, целите се да се спречи тоа предизвикувачко однесување кога е можно и кога е соодветно, не секогаш можете да го спречите, да научите нови однесувања да го заземат местото на предизвикувачкото однесување, значи секогаш предизвикувачкото однесување ви е врвот на сантата мраз, а долу она што е во сантата мраз под вода, тоа е се она што ви го кажав на табелата со тие 4 работи, значи или има сензорни нарушувања, или има гастроинтестинални проблеми, или проблемите во социјалната интеракција му прават да се однесува така како што се однесува. И голем предизвик и за дефектолозите е да се справат со дете кое што има предизвик. Само добро едуциран дефектолог знае како добро да пристапи на детето и да го смири, да кажеме, за да може понатаму да се работи. Затоа што ако тоа цел ден ви е во едно движење, немирно, хиперактивно, се удира себе си, удира други деца, тогаш не можете никакви академски резултати да постигнете со тоа дете.
И тука сум некаде уште. Значи ефективна соработка, поддршка и ресурси. Глобалната природа на аутистичниот спектар, секако дека бара мултидисциплинарен пристап. Така што, па еви денеска тука сме, предавачите имате дефектолог, имате логопед, имате лице кое што има диагноза АДХД, кое што врз собствените искуства, господјата доста добро кажа, визионерски предвидува некои работи, така што јас како доктор по медицина мислам дека таа мултидисциплинарен пристап е мощно значаен и секогаш треба да се вклучат родителите во таа насока и ние како здружение во последните години прво имавме еден ЕСИ проект од 2015 до 2018, сега имаме со УНИЦЕФ проект за едукација на стручниот персонал, дефектолози, психолози и останати стручни профили, доаѓаат и логопеди, веќе во 2 града завршивме, во Скопје и во Кавадарци и следното е во Куманово. И на крај најверојатно уште една обука во Скопје ќе има, на филозофски кај мене, и така што се надеваме дека ќе пренесеме дел од овие работи. Јас денеска многу работи од тоа не ги ни спомнав од тие едукации, така што родителите за нас во здружението се темел и мора да биде подигнато нивното знаење за аутизмот за да може да се справуваат со сите предизвици. Поддршка на семејствата се мисли на психосоцијална поддршка и затоа е добро да јас и на Александр во неколку наврати, но не сакам многу нормално да се мешам, и спомнав дека треба да има психолог, секој современ центар, дефектолог, логопед, и би требало да има добар психолог кој што би помогнал со таа психосоцијална поддршка на родителите и плюс психолошка работа со детето од психолошки аспект. Затоа што дефектолозите студирале дефектологија, не студирале психологија. Да сакале да бидат психолози, ќе оделе на психологија. Градењето партнерства со агенциите во заедницата ќе доведе до поефективни исходи од транзицијскиот план за ученици и користењето на ресурси на заедницата за да се подготват учениците со аутистичен спектар да влезат во дневните третмани, обуки, едукација во средните училишта и подготовка за одредени работи и детето секојаш се насочува на она што му е предност. Значи, ако појавува одреден афинитети кон информатичката технологија, тогаш ќе го насочувате како родители, зборам за родителите, во тоа и не ви интересира ништо друго. Па не можело да фати девојка ако било машко, па добро, не може да фати. Имате многу невротипични деца кои што се срамежливи, па и на 20 години немаат девојка, така да тоа не е ништо страшно. Но ако му оди информатичката технологија, тогаш ќе се насочува кон тоа и може и дури високо образование да заврши. Има многу добри примери на Запад, каде што деца завршуваат и високо образование, деца со аутизам, се разбира, ние со нормална интелигенција и со надпросечна IQ. И нешто на место заклучок или пораки за дома, секогаш треба да ги имате предвид карактеристиките на аутизмот и како тие влијаат на одреден поединец, затоа што не сите лица со аутизам ги имаат истите карактеристики, така да секогаш пред вас треба да ги имате тие карактеристики што дотичното лице или дете ги има. Или ученик. Развите реални цели, значи да не го преценувате, тука родителите многу грешат, пошто го гледале Рейн Мен во крајот на 80-тите, а тоа е тешка делузија. Значи филмот Рейн Мен ви е погрешна представа за лице со аутизам. Дастин Хофман ви е врвен глумец и глуми Ким Пик, кој што исто така неодамна за жал почина, кој што рачунаше на 30 децимала. Но тој ви се раритет во цел свет, значи со такви савантни способности да ви рачуна на 30 децимали. И тука се добри погрешна слика во цел свет. Особено во Македонија, дека тоа е аутизам. Не, тоа не е типичен аутизам, тоа е многу редок пример и тоа е делузија, но тоа е американците, тие се експерти да направат делузија од нештата, така да се користи тимот во секоја проценка, да се користат повеќе алатки за проценка, разни тестови, разни алатки и да се поврзе проценката која што сте ја добиле со интервенцијата. Ете, јас за толку имав за денес, се надевам дека го задржа вашето внимание и дека од тука ќе излезете побогати за некое сознание. Повторно контактите и тоа е тоа.